Сценарист на научна фантастика не може да ја направи сцената позастрашувачка. Резерварот толку голем што го нарекувале море, речиси е пресушен. Джиновската нуклеарна централа, управувана од окупаторска војска, се надзира на далечниот брег, додека бомбите паѓаат во градот речиси секој ден. Локалните жители во Никопол, Украина, полнат пластични шишиња и кофи од камиони со вода за пиење и миење, додека украинските власти велат дека во рацете на руската војска, нуклеарната централа за порожје потенцијално би можела да биде место на катастрофа. Но јод, Ке се обидеме да преживееме, да ги спасиме нашите деца, да се надеваме дека секи биде во ред со нуклеарната централа. Но можната идна катастрофа не е толку итна како сегашната, велат жителите. Покрај тоа што се убиени десетици луѓе и поплави цели градови и села, експлозијата на браната Каховка, која исцеди акумулацијата, ја прекина речиси целата вода за стотици илјади луѓе кои живеат на незините брегови. Ну, на следующий день. Следниот ден сите бараа каде може да добијат вода, бидејќи немаше вода во чешмата, но ден подоцна се беше организирано. Вдолж огромната каллива пустина која беше резервар, жителите велат дека нивните прехранбени култури изумираат. оце що тока поливають городи, немає води. Нема вода за наводнување на поседите. Има неверојатна смрдеа. Угинаа многу риби. Таму беше нашиот најпознат национален парк. Имаше многу животни пред да пресуши акумулацијата. И птиците одлетаа. За Олена и другите со кои разговаравме во оваа област, заканата од нуклеарна катастрофа е премногу за дури и да се замисли. Во 1986 година нуклеарната експлозија во близина на Чернобил, Украина, ослободи 400 пати повеќе радиоактивност во атмосферата отколку бомбардирањето на Хирошима, Јапонија во Втората светска војна. Стотици илјади луѓе беа раселени до ден денес, 2600 километри земја останува непогодна за живење. И додека во тоа време беа регистрирани смртни случаи и болести, вклучително изголемување на рак кај децата, целосното влијание врз долгорочното човеково здравје останува нејасно.